Пожар во Макстил, на дел од складот за старо железо во производствениот погон Челичарница избувна синоќа. Со интервенција на противпожарната служба, пожарот е локализиран, а интервенирано е со 9 возила и 21 пожарникар. Поради високата температура и густиот чад што се развиле од пожарот, дополнително биле побарани 3 цистерни со вода од комунална хигиена, 3 цистерни од водовод и едно противпожарно возило од рафинеријата Окта. Како што информираат од Макстил, причините за пожарот не се познати со оглед на фактот што погонот Челичарница не работи од 29 април оваа година. Најважно од се е што при пожарот нема повредени и нема причинета материјална штета, додаваат во соопштението до јавноста од Макстил. Дел од граѓаните од автокоманда и населбата Железара не го почувствувале мирисот кој се ширеше од густиот чад, а дел од нив го почувствувале. Дали почувствувавте синоќа некаков чад и миризба? Не, овдека не. Не знам зошто, најверојатно дека дуваше ветер. Не сум осетил, ја ми кажуваше жена од имало нешто. Али не сум осетил ништо. Се чувствуваше многу неубава миризба имаше многу. Во кој период? Па вечерта беше, не знам точно кој период беше. Додека пак во делот на Маџари и Ченто се чувствувала силна миризба и густ чад. Може едно прашање, дали синоќа почувствувавте чад и миризба од пожарот во Макстил? Да, не знам што е, не знам што беше, стварно. Пожар во Железара. Стварно. Каква беше состојбата синоќа? Не се дишеше. Легнав да спијам, не можам да спијам. Станав ги затвори вратите, сега со затворени вратите спиеш. Значи пожар било. Не знаев дека е пожар. Дали имаше и чад, дали беше видлив чад? Како магла. Све беше како магла и од таа страна и од оваа страна. Не. Не. Почувствував, она цело беше, то касно беше. Ние дека у згради живееме, многу се почувствува. Дали имаше и чад вид? Немаше многу, него ли само за темнето, мислам од таа страна, пошто ја живеам. Како нема? Имате па шо? Чад колку сакаш. На разни видови на отпад нема редовна и навремена контрола од страна на еколошки и комунални инспектори. На овој начин сега во воздухот има честички кои може да предизвикаат дополнителни штетни последици по здравието на луѓето, изјави за Прва Скопска Слаѓана Стаменкова од Екозвон, а незиниот став го делат и останатите еколози кои предлагаат општината и градот уште веднаш да ги измијат улиците и да ја следат концентрацијата на честичките на загадениот воздух. По направениот надзор, Државниот инспекторат за животна средина за Прва Скопска информира дека врз основа на податоците од Државниот автоматски мониторинг систем за квалитет на воздухот, во текот на денешниот ден е забележано зголемување на концентрациите на PM10 честичките во 3 часот наутро на мерното место Газибаба 228 микрограми на метар кубен и на мерното место Ректорат 137 микрограми на метар кубен. Веќе од 5 часот евидентирано е намалување на концентрациите. Среднодневната концентрација се пресметува по изминување на денонокието за да може да се спореди со среднодневната гранична вредност од 50 микрограми на метар кубен согласно подзаконската регулатива. Останатите параметри немаат зголемување на концентрациите во текот на ноќта. По целосно прибирање на сите релевантни информации, Државниот инспекторат за животна средина велат дека повторно ќе излезат со уште едно соопштение за понатамошно водење на инспекцијската постапка.